Благодарам, почитувани колеги, пратеници, почитувана јавност. Ќе морам да одговорам на едно прашање, сега ми се јави еден пријател, вика што правите, зашто разговарате? И му викам вака: имаме предлог на одлука за изменување на одлуката за одобрување на продолжување на рокот за постоење на кризна состојба заради зголемен влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија. И вика вака: абе полно ќе, вика, случајно да не е нападната Македонија. Бидејќи се работи сега малку покасно, има ли проблем? Таа одлука што треба да ја донесете, зошто се прави? Да не има некој загрозување? Дали имаме поголем прилив на мигранти кои бе поминали низ Македонија? Граѓаните се загрижени заради сериозноста на парламентот, што го покажуваме сега во момент, и желбата да работиме цела ноќ и цел до утринските часови, и загриженоста на граѓаните. Само сакам да ја порачам, не е толку страшно, меѓутоа треба да се разговара за нова тема, а зошто вака е малку нелогично, меѓутоа граѓаните ќе проценат самите кој и зошто го прави тоа. Јас би сакал да кажеме на работа во однос на бегалците, мигрантите, а тоа е дека со појавата на мигрантите, која е светска, да речеме европска, меѓутоа и светска криза. Светска затоа што свесни сме дека и движењето кон Соединените американски држави, а да наречеме сега и движењето од арапскиот свет, од Африка кон Европа е евидентен. И тоа е еден нов начин на делување на граѓаните, пред се заради и хуманитарни, и човечки, и екзистенцијални, меѓутоа и пред се заради војните состојби што им се во државите. И како понатаму они би се грижели што би правели. Во тој период Македонија не еднаш била транзитна движење. Сведоци сме, историјата покажала дека вие Игнација поминувала тук. И не случајно луѓето се движат на оваа страна. Историски гледано, со многу векови наназад, движењето на луѓето било во овој правец. Во едни такви предизвици, кога почнаа да се случуваат овие движења на овие граѓани со сите проблеми што си ги носат со себе, разговаравме и имаше извештаи кои се поднесува на една на 2 недели. Сега ќе ви кажам, случајно ги најдов денес подготувајќи се за овој говор, во однос на тоа за извештаите на колку време се правени и што всушност е барано во тие извештаи. И затоа јас ќе побарам и од министерот да ми каже, да ми одговори на тие прашања кои впрочем го прават. Меѓутоа би сакал да ви кажам, бидејќи учествува во тој период, се донесува неколку закони кои сериозно многу го подобрија транзитирањето, прифаќањето на мигрантите. И треба да бидеме горди како Република Македонија. Бидејќи немавме помош многу, беше со домашни средства, се прифаќаа луѓето, се евидентираа, се упатуваа и тоа беше можеби еден од најквалитетните начини на спроведување на целата постапка за кое нешто Македонија, сите ние, треба да бидеме горди, беше испочитувано од сите балкански држави, беа благодарни кон оно што го правиме, меѓутоа тука ќе би ги напоменал и европските држави, Унгарија, Австрија, Германија и така натака и така натака. Кон тоа јавно ни упатија благодарност и честитки за начинот на кој се справуваше Република Македонија во тој период за да ги спроведе тие мигранти. Така да, ова светска, ова европска криза, кој ден денес не следи, најверојатно нема да прекине. И според она што го слушнав од почитуваниот министер, и малку ме загрижи, бидејќи вели 21.000, колку што разбрав, откриени. Сериозна бројка. Значи тоа, сега рачунајте и оно што го спомна почитуваниот колега Ѓорчев. Значи ние имаме во делот на Гевгелија, во делот некаде на Димиркапија, таму се движат, застануваат луѓето. Во делот на Куманово, сериозен проблем имаат луѓето кои што живеат. Се плашат за својата безбедност, иако јас претпоставам дека се миролюбиви, можеби да има одредени инциденти. Некни прочитав дека некаде околу 500 луѓе и побарале азил. И едно момче дори пишуваше во медиумите дека работи студира тука и работи во кафич некаде на Бит пазар. И некои други такви примери на луѓе кои живеат и на некој начин останале тука. Меѓутоа, и оваа тенденција сега на движење на кубанци од Србија кон Грција веќе покажува една друга тенденција и веќе друг однос. Значи, во секој случај, ако веќе треба да се донесе таква одлука, да ние мораме да водиме сметка, да бидеме предпазливи, да делуваме превентивно, јас се согласувам. Меѓутоа во еден период кога го менаџиравме парламентот, владата и така натаму како влада на ВМРО на ДПМН со коалицијата, тогаш беше алармантна ситуацијата, не баре војна ќе дојде. Еве сега во однос малку по постручно би сакал да кажам неколку работи.
тука се до мене достъпни 3 извештаи. 3.9, 10.9 и от 10.9 до 18.9 2015 година. 29.9, 5.10 и от 5.10 до 13.10 2015 година. Значи тогаш и уште еден извештај 19.8, 18.9 2015 година. Тогашната влада на ВМРО на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, многу сериозно и ажурно давала податоци буквално секоја недела за сите случувања во тој дел. И што опфаќале тие случувања? Тие извештаи. Еве повелете вака. Мерки и активности за превенција. Била една од информацијата и втората мерки и активности за справување. Во делот на првата мерки и активности за превенција вели вака: континуитет во прибирање и размена на податоци. Второ, оперативно следење на активностите на инволвирани поединци и групи со криминални намери. Трето, обезбедување на контролиран влез и прифат на зголемениот обем на влез и интерзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија. Понатаму, зголемување на нивото на безбедност на железничкиот и патниот сообраќај. Сведоци сме, многу пати ќе видиме кога патувавме, тогаш беа многу поинтересни, буквално се движеа како по лента. Имаше луѓе. Сега најверојатно тој начин е веќе малце по сменет, меѓутоа се уште е евидентно според бројката што ја чувме дека ги има и ќе треба да се води сметка за него. Понатаму, контрола на исправноста на водата за пиење, за да не се случи да дојде до некои заразни појави. Заекнување на мерките за обезбедување на државната граница во делот каде е утврдено постојање на криза состојба. Понатаму, во првиот дел, информирање на мигрантите за олеснување на престојот и транзитот во Република Македонија и размена на податоци и информации со меѓународните институции. Со сите и оние што се во близината како со Република Грција, меѓутоа и верувам со дел од државите кои се од балканските држави кои произлегуваат од поранешната Југословенска република, Југословенска федерација, меѓутоа и останатите европски федерации. Понатаму во делот на мерки и активности за справување вели вака: откривање и пресекување на канали за трговија со луѓе. Значи, тука имаме сериозен проблем кој се појавува во општеството кај нас и многу е проблематичен, затоа што голем број на луѓе се занимаваат со таа работа. Слушнав и денес дека биле фатени една бројка на лица, не знам точно колку, кои на некој начин прават недозволена трговија со луѓе и добиваат доста средства. И тоа веќе на некој начин покрај можноста да речеме да поминат луѓе тука и се нешто да остават и донесат, има можности за злоупотреба. Некој си прави трговија, некој си продава на времето и велосипеди, си продава и добар бизнис си прави, некој продава храна и така натаму. Во следната фаза е формирање прифатни центри за времен престој на имигранти со потребна инфраструктура, струја, вода, санитари и друго. Јас се надевам дека тие би биле од времен престој, затоа што има и некоја најава нова влада дека можеби и ќе формира населби и градови за прифаќање на тие мигранти кои би останале тука да живеат со формирање на фабрики каде тие би работеле таму. Не знам дали тоа ќе се реализира. Обезбедување на прва помош и медицинско згрижување. Ова е многу важно, затоа што хуманоста на македонскиот народ не еднаш била покажена. Затоа што со наши ресурси, со средства, да им се возможува на граѓаните медицински да бидат исконтролирани, да им се даде помош доколку им е потребна, здравствена заштита. Сведоци сме дека имаш и такви кои на некој начин имаа судбина, среќа, несреќа, тука да им се родат и дечињата. Тоа е веќе нешто што е многу сериозно и човечко, а во однос на тоа треба да се води сметка. Обезбедување и контрола на прифатните центри за времен престој на мигрантите. Значи, тука предпоставувам Министерството за внатрешни работи, Армијата на Република Македонија, сето тоа го спроведува. Понатаму, постапка со починатите мигранти. И тоа е сериозен проблем. Значи, Република Македонија, предходно спомнав, некој поминал, транзитирал, му се случило нешто, се повредил, здравствена заштита, некој се родил, меѓутоа и некој починал. Како понатаму и што се прави со тие луѓе за да се згрижат? Ние треба да водиме сметка, затоа што се и се што имавме случаи на железнички сообраќаи, на патнички сообраќаи, каде што луѓе се повредуваат, загинува и така натаму од природна смрт и се случува во жешките денови кога беше најжешко во Република Македонија се случуваат тие работи, така да и тоа треба да се земе во предвид. Прифат и улеснување на транзитот низ Република Македонија за лица со посебни потреби. Она што го говоревме денес. Што со оние лица кои буквално не можат сами да одат, а избегале од војната, нема кај да одат. И во тој дел такви едни
сеопфатни анализи, извештај, ги добивавме ние. Благодарам. Така да доколку може да ми се одговори на дел од овие прашања, добро, доколку не, јас се надевам дека ќе ги регулираме. Илија Димовски, Да. Има збор Илија Димовски.